оградбата на зградата Сарај, македонските градители навлезот во зградата дискретно метнале еден христијански крст. Откако го зградата била готова, бегот го приметил крстот и наредил истиот да се острани. Бидејќи градителите го убедиле ради статиката на објектот да не би паднал, тој одустанал од отстранување на крстот и ден денеска тој символ на христијанството е присутен на влезот во зградата. Ова е беговата куќа која, како и Сарај, одградена е во француски стил од времето на неокласицизмот. Интересно за оваа зграда е и тоа што од нејзината изградба па доскоро во неја била сместена власта. Денес во зградата е сместен Домот на културата, што не значи дека е дарматор во градот. Не е само Преспанското јаболко знак за препознавање на Ресен и Преспа. Ние имаме и Ресенската керамичка колонија, која започна со работа негде пред 17 години. Тоа е манифестација од општо југословенски карактер, на која досега зеле учество над 80 врни керамичари од сите краишта на нашата земја. Делата на Ресенската керамичка колонија се излагани на повеќе изложби, меѓу кои во Уметничката галерија во Битола, Центарот за култура и информации во Скопје, Триенале на современа југословенска керамика во Суботица, потоа во Белград, Корчула и на други места. Ова е манифестација од општо југословенски карактер, учествувале врни керамичари од сите краишта на нашата земја, така преку делата на Ресенската керамичка колонија слободно може да се презентира современата југословенска керамика надвор од границите на нашава земја. She just said, girl, I am the one.
Според пријатниот мирис на кафето, предпоставуваме дека знаете дека се наоѓате во најсладката фабрика во нашата земја, Агроплод. Паркот е празен и се чини дека никој не работи. Но напротив, во фабриката интензивно се работи и секој ја знае својата работна задача. Јас сум Крсте Стојановски, иначе уредник на парковите во фабриката Агроплод. Во овој круг тука можам да се движам само јас слободно во работното време, бидејќи тоа ми е и задача што треба да ја работам. Покрај другите работи, хоби ми е да работам и на овие фигури. Иначе, фигурите се правени од зеленило, кое што и преку зимата останува исто во истата форма. Веројатно се прашувате кој прв подигнал овоштарник или така наречена бавча во Ресенско. Према Слович, тоа се случило во селото Претор во 1848 година од чорбаджијата Карапанчи. Во неговата бавча, покрај стотината овошки од јаболка, во кој преовладувале сортите аламанка, карапаша, бунарка и друго, имало нешто круши, дуњи и мушмули. Но прв иницијатор и пионир за ширење и развитокот на овоштарството во Преспа е Андрија Трпов Зографот од село Јанковец. Во 1917 година тој прв подигнува расадник со диви подлоги од јаболка и круши и покасно ги калеми со познатите сорти во тоа време. Во тоа време се одгледувале сортите аламанка, ангелинка, беширица, бузли алма, бајаз алма, карапаша, тетовка, мислинка, низалка, шекерка, саздиманка, сенабија, ѓулјабија, пашалма, инкералма, јагли алма, мајошка. Со повлекување на водите на Преспанското езеро во последните неколку години, на неговото крајбрежје откриваме остатоци од материјална култура на минатите цивилизации. Овде се работи за откритој на примероци на чунови од типот моноксили, односно изработени од едно дарво. Овие чунови се најстарите примероци засега откриени на подрачјето на Преспа, кои што на крајбрежното население му служеле пред се за рибарење и транспортирање на стока. Чуновите временски му припаѓаат на досниот среден век. Бидејќи во музеот во Ресен откријаните два примероци на чунови од типот моноксили успеавме да конзервираме, во овај случај конзерваторските работи ќе бидат отегнати од причина што самите чунови попримиле влага, односно дошле во допир со воздухот, што ги насочува кон пропаѓање на истите. Oh,
Ова е шлем, остаток од Првата световна војна. Со повлекувањето на водите на Преспанското езеро, вакви шлемови се пронајдени на повеќе места во Преспа. Овој шлем го вадиме од водите на Преспанското езеро во селото Коњско.